Благодарам, председателе, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, почитувани членови на владата, почитувани министри. Имам 3 прашања, 2 се до министерот за економија и труд, господинот Бесар Дурмиши, и 1 до министерот за правда Филков. Почитуван министер Дурмиши, денес 18 ноември 2025 година, македонската јавност има привилегија да ве види во собранијските клупи и да слушне одговори на пратеничките прашања за политики од вашиот ресор, кои директно влијаат на животниот стандард. Не знам дали оваа ваша одлука да се појавите резултат на страф од министерската фотелја, за министерската фотелја, или конечно чувство на одговорност, но добро е што барем денес сте овде. Оваа ретка можност да ве видиме во период кога во собранието расправаме за предлог буџетот за 2026 година, која владата ја прикажува како година на раст на плати и пензии, но во таа приказна недостасува една клучна реченица, а тоа е што ќе се случи со минималната плата, односно платата која за десетици илјади луѓе прави разлика помеѓу сиромаштијата и елементарен опстанок. Во реалниот живот, надвор од буџетските презентации кои ги слушаме деновиве од представниците на владата, инфлацијата не е апстрактна бројка, туку тоа е сметка во маркет, сметка за електрична енергија, за вода и така натаму. Индексот на трошоците на живот во октомври 25 е за 4,5% повисок во однос на истиот месец лани. Кај храната и безалкохолните пијалоци инфлацијата изнесува 7%. Тоа значи дека инфлацијата го јаде секој денар што граѓаните го земат на крајот на месецот. Но наместо да барате начин како да го затворите овој јаз, вие излеговте со изјава дека проценките покажале оти ако минималната плата се покачи на 500 евра, може да се очекува инфлација од 8 до 9%. Со други зборови, според вашата логика, проблемот не е тоа што граѓаните веќе плаќаат повисоки сметки, туку тоа што ако конечно добијат 500 евра минимална плата, тие ќе бидат виновни за новиот бран инфлација. Истовремено синдикалната потрошувачка кошничка се движеше нагоре како лифт кој ретко се симнува. Кога дојдовте на власт во јули 24 година, синдикалната минимална кошничка изнесуваше 60.570 денари. Во септември годинава изнесува 65.077 денари. Граѓаните 15 месеци гледаа како кошничката се качува за 4.507 денари, а владата им предлага покачување да почекат до март 2026 година, може би за 2000 денари, може би и помалку, односно за 1600 денари. И во оваа слика минималната плата од 24.379 денари нето изгледа како бројка од друг свет. Кога ќе се пресмета односот меѓу минималната плата и синдикалната кошничка, добиваме апсурдна формула. За да преживее едно семејство, денес му се потребни 2,66 минимални плати. Значи, не е доволно нити двајца да работат на минималец, сепак не достига 1/3 од платата за трошоците во семејниот буџет, да бидат порамнати со нула. Дополнително, економските аналитичари укажуваат дека поради инфлацијата, денешните 24.379 денари реално вредат колку околу 18.000 денари пред 3 години. Во оваа економска ситуација, која е корозивна за животниот стандард на граѓаните, барањето на синдикатите за минималната плата од најмалку 500 евра беше обид за минимален праг за достоинство. А регионалната слика е повеќе од јасна, сите земји околу нас имаат многу повисоки плати од 500 евра, односно повисока минимална плата. Србија 500 евра, од 1 јануари 26 551 евро. Албанија исто така најави дека од следната година ќе имаат 500 евра. Во Косово се најави исто 500 евра. Босна и Херцеговина веќе имаше покачување на платата на минималецот од 511 евра.
Моето прво прашање до вас е: во услови на инфлација која постојано ги изголемува трошоците на живот, кога за една синдикална потрошувачка кошничка се потребни 2,66 минимални плати, зошто владата бега од темата за минимална плата и во буџетот за 2026 година не нуди јасни временски и прецизен план како и кога работниците ќе стигнат па ќе го надминат прагот од 500 евра? И како очекувате граѓаните да веруваат во пиар приказни за зголемени плати, кога дивната минимална плата реално вреди колку 18.000 денари пред 3 години? Второто прашање се надоврзува на првото. Долги месеци од страна на владата слушнавме се, но и најави за буџетски дисциплини, до големи најави за инвеститори, но не е јасен став за минималната плата, а нити од вас како ресорен министер. Сега се јавувате со најава дека ќе има зголемување за 2000 денари, јас верувам 1600 по сите параметри, и таа бројка звучи како лесен политички слоган, односно доволно голема за наслов на некои медиуми, но недоволно објаснета за да биде веродостојна. Каде е социјалниот диалог, кој што е практично парализиран? Економскиот социјален совет не функционира како место каде што се договараат овие политики. Синдикатите бараат веќе минимална плата над 500 евра, затоа што тоа го покажуваат и анализите кои што ги прават. И да ве потсетам на покрај формулата за пресметка на минималната плата, во законот стои дека таа не смее да падне под 57% од просечната плата, а сега ситуацијата е сосема различна, на ниво од 53,8 е во моментот минималната плата. Второто прашање до вас: долги месеци избегнувате да понудите јасен став за минималната плата, а сега во момент на најави на реконструкција на владата, веднаш излегувате со бројка од плюс 2000 денари. Дали станува бројка за произлезен од реален, транспарентен социјален диалог во функционален економско-социјален совет, или пак е примена на законска формула од 2022 година која ја врзува минималната плата со инфлација и просечната плата? Третото прашање е до Филков. После година и пол од владењето на ВМРО-ДПМН и коалицијата видовме само едно судство заробено, правда не постои, има нула реформи, а власта единствено што сака е партизирано судство по нејзина контрола. И ова не е нешто што ние како позиција само го кажуваме, тоа е јасно нотирано во извештајот на Европската комисија. Во овој најлош извештај за државата Европската комисија упатува сериозни критики до владата за доцнење со судските реформи и за недоволно обезбедување на независноста на судството. Европската комисија јасно кажува нема напредок во поглавието темелни права и правосудство 23, земјата е оценета со недоволен еден. Ова е оценка за владата која ветуваше правда, а испорача притисоци, блокади и институционален хаос. И ова не е некоја туѓа критика, туку официјална потврда од Европската комисија на онаа за што предупредувавме година и пол назад дека ВМРО ДПМН ја турка државата назад. Сведоци сме на алармантни примери на политички притисок и обиди за контролирање на судиите од страна на извршната власт. Европската комисија јасно нагласува дека најголемиот проблем во судството е независноста на судиите, која е подкопана со постојано мешање на извршната и законодавната власт. Ова не е политичка квалификација од опозицијата, ова е директен цитат од Брисел. Во извештајот јасно се посочуваат 3 препораки на Европската комисија: да се донесе законот за парнична постапка со двотретинско мнозинство, да се спроведе стратегијата за реформи во судството, да се зајакне независноста и транспарентноста на судскиот совет, како и досегашната примена на АКМИС. Што направивте за година и пол? Наместо реформи притисоци, наместо институционална независност, обид за целосно починување на независните институции. За прв пат од 1991 година судската тела јасно реагираше и јавно на политичките притисоци. Тоа е преседан, општествен и државен, сериозен сигнал дека политиката што ја водите не е добра. Како министер за правда треба да знаете дека притисокот врз членовите на судскиот совет ја загрозува правната држава. Вашата работа како министер не е да ја покривате неспособноста на ДПМН и да бидете преврзок на партиите интереси, туку да ја штитите независноста на судството и правото на граѓаните. Моето прашање до вас: зошто не се спроведуваат
реформата во судството, зошто ниту еден закон не е донесен, кој ќе понесе одговорност за блокадата во најважниот сектор на државата и дали работата на вашиот магистарски труд беше поважна од реформите во правосудниот систем. Благодарам.